Почитувани, влегуваме последните 48 часа пред самитот на НАТО во Чикаго. Никогаш порано пред еден вако важен настан, на кој се одлучува за иднината на нашата држава, македонската надворешна политика не била толку дезориентирана и толку без никаков план. Оно што дополнително сакаме да го забележиме е што само на 2 дена пред самитот во Македонија главни теми се лустрација, тендери, жални врби, милионски огради, а никој не посветува внимание на нашите евроатлантски интеграции. Би го повикале во овој случај премиерот да и се обрати на нацијата, да ги соопшти очекувањата на самитот на НАТО во Чикаго и да го презентира неговиот план за понатаму. Но тој се уште не е вратен од Кина. Би било добро да ни соопшти што е за него успех во Чикаго. Да бидеме само спомнати како земја аспирант која што вечно чека во чекалница или да добиеме покана за влез во алијансата. Опозицијата даде целосна поддршка на Собраниската декларација за влез на Македонија во НАТО, но покаже конструктивен пристап за да ја овозможи на владата да ја внесе Македонија во НАТО на престојниот самит во Чикаго. Почитувани граѓани, НАТО и Европската Унија за Македонија се многу повеќе од две обични политички организации. Тие за народот на оваа земја значат стабилност, инвестиции, мирен и подобар живот. За нив не постои друга алтернатива, а граѓаните треба да бидат свесни дека тие секојдневно ја плаќаат високата цена на неспособноста на оваа влада да ја внесе Македонија во Европската Унија и во НАТО.